Владата ја донесе одлуката како ќе се одвива наставата во учебната 2020-2021 година, а се очекува да биде одреден и нејзиниот почеток, што зависи од функционирањето на собранието. Законодавниот дом треба да ги усвои измените на законите за основно и за средно образование, направени согласно со здравствените протоколи и со планот за начинот на реализација на наставата и трењето на часовите кои што ќе бидат пократки за 10 минути од регуларните. Исто така треба да се утврди и соопшти начинот на кој што родителите на деца до трето одделение, кои што според одлуката на ставата треба да ја следат во училишните клупи, ќе се изјаснуваат дали сакаат децата да им учат онлайн иако има одредени услови односно причини за оправданост на нивниот избор. Министерот за здравство Венко Филипче завчера на пресконференцијата рече дека изборот е овозможен затоа што во семејствата на некои деца има хронично болни кои што се во ризична категорија во однос на вирусот. Исто така засега се непознати и критериумите кои што училиштата ќе може да организираат настава со физичко присуство и тоа важи за училиштата со помал број ученици и паралелки, главно подрачните кои што се наоѓаат во мали населени места и во рурални средини. Главен услов е стабилна епидемиолошка состојба, но за да се организира класична настава, тие треба да добијат согласност од ресорните министерства, односно од владата.